Ке збориме само економија. Ајде да збориме само за економија. Да. Добро. И Па ајде еве ке збориме само за економија. Па ке збориме кога Дали дојде се на власт. успешни, дали се успешни во економијата и дали успешно спроведуваат економски проекти. Еве чекај на денес. Денес билбордите. имаше, На Економски билбордите форум. немаше економија пред се, него Македонија у своји раце. добро бе, еве се збуниле. Ајде, окей. 2019 ми се чини дека беше потребно да се направи стабилизација на промената на името, пошто беше све уште кревко, а сега е системска легитимизација ова што се прави. Значи, у Грција се деси промената, Ципрас изгуби, нели се смета као демек победа за Грција, меѓутоа и со грци сум зборел, они сметаат дека е направено предавство со Преспанскиот и он беше казнет. Значи, со грци што ми кажува, беше вика добар економист, ја стабилизира економијата и така натаму, меѓутоа за Македонија договорот и го тргна и он изгуби. И дојде Мицотакис и не го поништи. Сега нешто се буни малце, ќе видиме дали ќе легне на брашно. И ја мислам, Мицко треба тврдо тука. Значи, Сигурно, не тврдо го ќе поништи, му направи континуитет на Преспанскиот. Сега, кај нив е Преспански договор, а кај нас е договор и промена на уставно име, промена на структура на државата, откажување од милион работи. И до сега имаше континуитет СДСМ и немаше легитимизација потполна. Сега, со нашите, од вашата земја, ако не се побунат, ќе биде и лево и десно дека е прифатено и станува, нели, практика, станува нешто што не се враќа назад, станува Така нешто е. што е прифатено од сите партии, станува безрезервно дел од системот. Значи се бетонира промената на името. И они, меѓу другото, сега може да глувите слепите не гледаат и не слушаат, они си кажаа дека ќе си го поштува и Гога си каже, и Сите. Мицко си се Сите си потпишаа на кажаа. изјавите. Точно. Не направија као пред избори шкртање северна, нема 16 краки сонца, нема ќе враќаме, ќе ова, ќе Они пошто- кажаа дека си почитуваат тоа што било. Ама А цела тоа во кампања. цела кампања така, на тоа. билбордите имаше Македонија. Тоа, види, Немаше се е северна. дозволено, и пиар, и све. Значи, тоа е измама. Ама, тоа е Тоа е измама. измама. Страшна Значи, тоа е измама е изборна направена. измама. Точно. И перење Пошто да, ти имаш право и да Така тераш што- кампања патриотска и све, меѓутоа одржано. Има граници и на пиарот, и на ова е пропагандата. лажење, Ова е лажање. Ова е лажење. Манипулирање. Голема лага и ај што лажат, последиците ќе бидат, ајде да не речам сега вековни, затоа што они ќе го стабилизираат това и ќе го доведат до ситуација на непроменливост. А имаат со дуи, еве видовме, над 80 и може да го вратат Можат, името. можат. Ама види дуи не може. Требаше ги да му стават даде дуи у поддршка ситуација, за- нема да идете у затвор да го вратиме името, а не дајте ми министерства, Да. нема да идете у затвор. Па Значи, видовме малку што му е акробација- побитно. Да. Да. Значи акробацијата е направена, сега овие што викаат тоа е. дајте им време, еве им Еве им даваме даваме. време, колку треба, 100 дена, 200, 1000 дена, ама ќе подсетуваме дека Види, името уште си го... пред- Ајде Да. вака да ја прифатиме и нивната нивниот вординг, кој што сега го користат. Значи сега вордингот е да се фокусираме на економијата. Е, добро, шо? Да се фокусираме на економијата, на вработувањето, на враќањето на младите во Македонија, на не знам, зголемување на плати и така натаму и така натаму. Значи Добро. еве да речеме, окей. Ова бугарите дека ќе ги стават устав, ќе ги стават устав, тоа е веќе Значи генералната проба беше тоа. тоа е со дуи. да, тоа е Со дуи. де факто завршена работа. Значи они дека ќе стават бугари устав ќе стават. Дека они го легитимира името Северна Македонија го легитимира. Значи до сега беше легитимирано само од ДУИ и од И од СДСМ, и од СДСМ и коалиционите како нивни партнери. властодржци, нели А како сега и од нив. а сега властодржци се, нели, другиот политички спектрум и они го легитимираа, се потпишаа на тие документи и сега веќе легитимирано од сите политички групи или актери. И никој не спомнува И дека тоа е ќе го завршен враќа. факт. Тоа е завршен факт. Дали ќе го вратат? Еве, за да не биде нивна, да не биде, не знам, одговорноста пред странците пред меѓународната заедница на Мицкоски, можат, ако сакаат, задолжителен референдум
и граѓаните да одлучат дали треба да се врати името Република Македонија во уставот. Задолжителен референдум за кога ќе се изгласа тоа да стане. Ама има задолжително- референдум Македонија Извини. 91. Не, еве бе, уште еден И екран. важечки нека се референдум. направи. Ако Ама сака нека се да направи, направат, може да ако се сака да го направат. вратат името. Прашувам. Ама Ако Еве да го- сериозно сакат. Ама Еве да незаконски е прифатиме. сменет. Еве да прифатиме. Дека треба да ги забравиме овие теми, да им оставиме простор, окей, тоа мора да се случи, окей, нека се случи. Ке ги забравиме. Мислам, сега они тоа го зборат. Ние се... Ама до 8 По мај не нив- збореа тоа. по Друго нив- збореа. По нив ние сега треба да се фокусираме по ВМРО ДПМН, според нивниот Некој вординг, треба да се фокусираме на економијата, на закрепнувањето економско, на зголемување на вработувањето, на намалување на вработеност, на зголемување на Окей, борбата, окей. во зголемување на борбата против Да е- корупција, Океј. враќање на правна држава и Окей. така натаму. Па што им смета и ова? Океј. Не. Еве не го збориме. Ќе збориме само економија. Ајде да збориме само за економија. Да. Добро. И Па ајде еве ќе збориме само за економија. Па ќе збориме кога Дали дојде се на власт. успешни? Да, дали се успешни во економијата и дали успешно спроведуваат економски проекти? Еве чека на денес. Денес билбордите. имаше, На Економски билбордите форум. немаше економија пред се, него Македонија у своји раце. добро бе, еве се збуниле. Ајде, окей. Управо си. Еве денес имаше Економски форум. не, денес конфедерација или федерација како и да се вика на текстилни фабрики или како и да беше, Добро. се жалат дека ќе затварат 50% Да, од и текстилните бараат фабрики помош. во истокот на Македонија. Па се, 50%. 50% од ништо не е фабриките, тоа. ама тоа е многу вработени луѓе. Еве, ајде да види, они рекоа ќе бараме помош од новата влада. Ќе бараме помош од новата влада да ни помогне, бидејќи новата влада вети дека ќе ги намали драстично ќе ги намали давачките за зголемување плата или за плата воопшто на текстилните работници. Со што ќе се олесни многу ќе се олесни опстојувањето на овие фабрики, опстојувањето на тие работни места кои што се 2-30 илјади, не се малку. Добро. Што Они- вика владата нова? Па владата нова се уште ја нема Се за да крчка. може да одговорат. Се крчка. Би требало побрзо да ја формираат владата, добро, кажа они датум 19 јуни дека ќе ја формираат. Ама би требало еве на пример у собрание да ја отворат, веќе да ја отворат оваа дебата Кога може и да предложат и да предложат закон со кој што закон ќе се усвои и намалување на придонеси на плата за вработените во текстилната индустрија. Добро. Еве, не им треба влада, еве може да го направат тоа. Веднаш. Нека го Можете, направат ама- тоа веднаш. Подршка од моја страна. нека го Треба да им се направат. дадат на текстилците специјални права за да обстои тој дел Имаат од индустријата. мнозинство во парламент, нека го направат. Иако Две јас третини имаат со две. Иако јас не верувам Со дека дуи тоа имаат ќе го две направат, третини. он гледаш дека во 4 сати или 3 бајле свикува тоа што му е важно. Важно му е да даде да ги задоволе апетитите на коалиционите партнери, да отвори нови министерства, да направи ново оптеретување на буџетот, тоа да. А овие што имаат проблеми, за нив нема да свика во 1 час од пополнок. А точно ли е тоа дека Не е исправи најбројна Атанас. владата у Европа? Како? Најголем број на министерства Да, дека има точно е. Македонија точно. у цела Европа? Да, вклучително и Русија. Атанас И од Тошевски, Русија имаме повеќе. Да, А ти кажав ја дека сме лидери. Па лидери сме. Атанас Тошевски ме исправи, вели, ветувањето е општо намалување на придонеси за плата и 8% персоналец. Океј. Значи Па нека го можат, стават. веќе имаат Па уште мнозинство, утре, да. Да. и можат уште утре предлог закона да го стават пред пратениците и да се изгласа и да им се олесни, да се почне веднаш со олеснување на на генералната општата економија и на секој Не поединец. мора влада да го поднесе законот, може група пратеници да поднесат. Така? Ќе си поднесат група пратеници и уште утре може да го усвојат. Како се собраа сите за 78%? Па У така исти да е. ден. Така? Како сите беа сложни браќа. Да. Зашто не се соберат сега сите и да ги намалат давачките? Значи види, Гледаш, онако уште сака подобро е, ветувањето било за сите да се намалат давачките. Да. И еве Стенка, значи има голем проблем целиот бизнис, не само текстилците. Преголеми се давачки. не мора да чека да направи влада. Ама еве Одма пратеници. еве, одма нека еве има види. многу јаки пратеници, интелектуалци јаки се. Сите се искусни, Кој од втор, кој? трет мандат. Да, да, Антонио може и пети мандат, не знам. Доживотен. Може одма Доживотен да го дадат предлог законот утре. Да. По кратка постапка. Да.
Може тебе, еве, ајде нема Ќе да зборим. аплодираме ли? Ќе Еве, аплодираме. ветуваш, ветувам, Апсолутно, да. ќе аплодираме ако го донесете. Еве, нема да, окей, викаат не треба, добро, нема да ги коментираме тие работи. Име, презиме, не знам што, не коментираме. Ајде да коментираме економија. Како да не коментираме мечка, тоа беа изборни ветувања. Добро да е изборни ветувања. Биле во овој момент Ама Македонија не е во позиција да се реализира, државата не е во позиција да се реализираат тие ветувања. Тоа го викаат од ВМРО. Океј, ајде да им веруваме, не е во позиција државата во моментов да се остварат тие ветувања. А добро кога Ако кога не е ветува не знае бидејќи, дали меѓу државата другото може. меѓу другото ветува дека тие ќе работат прво дома, да си ја средиме државата, а ќе работат потоа да влезе Па во еве ВЕУ. гледаме што работат дома, даваат земја, даваат. Океј. Да. Значи, ајде да видиме, еве нека го поднесат тој предлог закон да се изгласа и од другата недела луѓето да имаат намалени трошоци за плати и придонеси и за персоналец. И тоа ќе го Тоа поддржуваме. нема да се случи. Браво, јас сум за. Ама ние сега тоа нема да се Ние случи. лобираме Не знам за дека да... нема да се случи, Ние ама лобираме... Ама сега лобираме. не знам дали ќе случи или нема да се случи. Добро, Абе, што се кажеш. ја лобирам да се случи и стварно би било добро да погледнат кон Давачки вработените. за плата во Македонија во споредба со другите земји околу 40%. Ме праша Да. кукави се. Епа ако е околу 30.000 плата, уште 20.000 е давачка, околу 50.000 излегува. Да. Да, тоа. Ако е 60.000, со давачки е 100. Што значи дека на пратениците, ако има околу 130-40.000, со давачки е околу 4.000 евра месечно. Без Се дневници. согласувам со Без Роке, дневници. вика ВМРО нека оствари што вети во 100 дена и треба точно да ја земеме програмата да Ја имаме. одиме чекор по Ќе чекор. ја гледаме. Вика ако не Ќе ја успеат гледаме. на 101 ден, ќе треба да се дадат А, оставка. сигурно, одма. Не, у 100 дена е уште не се почнати 100 Нема, дена. имаат они во самата програма и во првите 100 дена што ќе Не, реализираат. они нема. Па стаде првите 100 Аде. дена од влада. Они не се влада. Епа и од Уште. понеделник ќе бидат. Епа и ако ќе Понеделник ли е? Па у понеделник. Денот- Дефинитивно, да. Денот Д. Добро. Дефинитивно. Добро. Интересно. А што викаш, ќе има интересни имиња за министри, а? Не знам кои ќе бидат министри. Ја мислам тие веќе познати се. Ја не знам. Што ќе биде Мене не Антонио? ми се позна. Министр ќе биде? Не Кој? знам. Антонио. За Антонио не знам, Тимчо мислам А дека ќе Пандов биде. ќе биде министр? Антонио веројатно Манара се споминјаше. А Пандов му вара. Он тоа сакаше да биде. Ао. одамна. Или у најмала рака ДБК. Кој? Пандов. Па нема ДБК. Кај се нека. Па добро тоа. Што е пандан, не знам, а АНБ, МНБ. БНБ. Муцунски надгорешни, Роберт, тебе вика, Муцунски надгорешни. Па нели одбрана? Одбрана изгледа. Не знам, одбрана не ме збора. Па како надежен НАТО перспективен Меѓународно респектиран. Ауерски, да. Едуцирано странство Да. у времето кога татко му беше службеник на Бранко. Така е. Така е, има добро портфолио, Има. дефинитивно. Целосно ВМРО-овско. И што викаш, нема да биде Антонио министр? Мислам дека ќе биде. За надворешни? Да, мислам дека ќе биде. А, Не знам кои ќе бидат имињата, не ми се познати кои ќе а бидат. овој Александар? Николовски и он сигурно нешто ќе биде. Веројатно ќе биде он у МВР, мислам. Он е у МВР, а? Да, или МВР или МНР, са не А, знам џабе ќе А Тошко ќе спекулирам. извисува ли? Појма немам. Сега да не шпекулирам, не знам. Може пак изненади со некој сосема нови имиња, од кај знаеш. Добро. Може ќе ни изненади.